Назад сме во утрински брифинг, како што најави Ордановски, а јас уште еднаш ќе речам добре дојде за председателот на Државната изборна комисија Оливер Терковски. Добре дојдовте. Добро најдов. Ви реков некаде пред 2,5 недели дека ќе се гледаме повторно до 12 април, меѓутоа кој да претпостави пак дека коронавирусот ќе стане светски признаена пандемија прогласена од Светската здравствена организација. Следствено на тоа веќе се наметнуваат сериозно прашањата за одлагање на изборите во Македонија. Меѓутоа, пред се, кога е во прашање Државната изборна комисија, владее ли некаква, ајде нема да речам паника, бидејќи не го сакам тој термин, но како работите деновиве? Дали се одвиваат работите според предвиденото? Па нема паника, нема ни причина за паника. Ние си ги завршуваме нашите активности согласно роковникот кој што го усвоивме на првата седница. Календарот си поминува, роковите си врват, денес е денот кога треба да се достават конечно кандидатските листи. Ние во текот на за вчерашниот ден имавме веќе доставени одредени листи, вршиме проверки согласно... На 3 партии, ако не се лажам. Да, согласно процедурата. Денес очекуваме останатите да ги достават до 24 часот. После тоа треба да ги провериме сите апликации, да видиме дали ги содржат потребните документи. Ако е се во ред, ги потврдуваме тие листи и продолжуваме понатаму со нашата работа. Вчера истече рокот исто за пријавување на диаспората и исто така рокот за вршење на јавен увид во избирачкиот список. Доста граѓани го извршија тој увид во избирачкиот список, се проверија дали се или не се на списокот, дали има потреба од некаква промена и во нашите подрачни единици исто така, но и преку нашата веб страна. И на некој начин активностите се одвиваат нормално. Би рекол, во меѓувреме ние и вршевме и промена на, односно избор на членови и заменици членови во општинските изборни комисии, исто така заедно со општинските вршевме избори на членови на избирачки одбори и тоа се активности во тек. Кога се во прашање токму тие членови во општинските комисии, помеѓу нив има секако лекари, наставници, луѓе од различни дејности кои што јас исто сметам дека во моментов можеби не разговараме за некаква паника, но ако ги следиме светските трендови, оно што се случува, кој ќе речеше пред недела дена дека Италија ќе биде целосно заклучена. Ако се земат во предвид стапките кои што Светската здравствена организација пак ги промовира во јавност, односно растот и оно што е за очекување дури и во Македонија, без разлика како се справуваме во однос на коронавирусот, а во моментов Венко Филипче добива признание дека Македонија се справува како што треба, барем од она што го следам на социјалните мрежи, но не е исклучена можноста во наредниот период да имаме зголемени случаи на коронавирус во таква ситуација. Граѓаните реално го поставуваат прашањето за одлагање на изборите. Ако Македонија ги одложи изборите, може да ги одложи на колкав терк? Што е она што ние би загубиле доколку се одложи? Вака, прво, да Државната изборна комисија, согласно препораките кои што ги донесе владата пред некој ден, постапи веќе во рамките на тоа постапување сите оние членови и заменици членови на избирачки одбори кои што се од фелата на здравството, доктори, медицински персонал и така натаму, даде насока да се изземат од членство на избирачките одбори и во наредниве денови ќе се врши нивно пополнување со нови лица од јавната администрација заради потребата од медицинскиот персонал заради настанатата ситуација. Значи сите знаеме дека треба максимално ангажирање на цел медицински персонал во државата и од тие причини го направивме тоа одма, веднаш, итно и постапивме. Околу другото ваше прашање, значи државата треба да ја следи настанатата ситуација. Не можеме да прејудицираме ние одлука на никого. Одлуката за распишување на избори ја донесе собранието на државата и сметам дека исто така одлуката за евентуално можно одлагање или не знам пролонгирање на процесот би требало да ја донесе истиот орган кој што ги распише изборите.
Државната изборна комисија само ги исполнува одлуките на тој орган и ние ќе почекаме, нема да даваме никакви сугестии, затоа што и не сме надлежни да даваме никакви сугестии. Наше е да ги водиме процесите до моментот на правилно спроведување и организација. Исто така наше е да ги следиме препораките од државните институции за да овозможиме да не се овозможи во рамките на организација на овој процес да се прошири оваа пандемија, би рекол, со вирусот и тоа го правиме. Дали ќе има или нема да има одлагање, онака како што се гледам има реакции кај граѓаните и про и контра и така натаму. Вчера го слушнавме и претседателот на СДСМ дека рече пак нема да има одлагање на изборите. Тоа се ќе зависи од нивниот политички договор на сите оние кои што учествуваат во политичкиот живот во државата. Еве денес знаеме има закажана средба во клуб на пратеници, мислам, можеби ќе стане збор и за тоа прашање. Ќе почекаме, ќе видиме што ќе се случува. Кога го спомнавте веќе претседателот на СДСМ, меѓу другото рече да, не е убаво да се одложат изборите, иако веројатно ни тој не знае како ќе се со сигурност не знае како ќе се одвиваат процесите во однос на коронавирусот и колкава сериозна здравствена небезбедна ситуација би имале, небезбеден терен. Меѓутоа, уште една работа рече дека постојат, односно треба да се најдат модели за некаква друга кампања. Колку дик ако веќе на повидок е 23 март е близу, ако веќе треба да започне кампањата, како би се одвивала таа електронски? Има ли некакви модели кои што веќе се разгледуваат во рамките на оваа координација на законот дава можност да се води предизборна кампања, не кажува каков вид на кампања. Значи тоа зависи од учесниците во кампањата. Дали сакаат да водат со организирање на отворени митинзи, средби со граѓани и така натаму. Дали сакаат да ја водат преку социјални медиуми, дали сакаат преку електронски медиуми, значи преку вас и така натаму. Значи се тоа зависи од учесниците во кампањата и од нивните ресурси се разбира. Ама ви ги поматували процесите тоа? Не, тоа воопшто не ги кочи процесите. За нас е битно почетокот на кампањата е на 23, завршува 48 часа пред денот на избори, да се почитуваат тие рокови, да нема прекршување на кампањата во тој рок, од тие 20 на дена, да нема настани, настапи и така натаму, што значат прекршување на изборниот законник, согласно членовите 8а и б од изборниот законник, односно злоупотреба на одредени средства, ресурси од државата и така натаму и говор на омраза и слични работи на кои што треба да внимаваат учесниците во кампањата, а ние за тоа ги повикуваме да потпишат кодекс за фер избори. Како ќе ја водат кампањата, учествуваат, односно одлучуваат тие и на начин на кој што ќе одлучат тие, така ќе се води кампањата. Државната изборна комисија тука не може нити да им наложи, нити да им помогне во одлуката. Оливер Дерковски, претседателот на Државната изборна комисија, гостин во утрински брифинг. Господине Дерковски, јас знам дека политичарите не милуваат да зборуваат за што би било, кога би било, исто и државниците, но мора да преодицираме одредени ситуации, да антиципираме што би се случило во таа насока ако одлучат кампањите да ги прават електронски, ДИК е задолжена за гласањето. А во момент пак насила е забраната за јавни собири, што значи нема, можеби ќе дојде ред и да не може да се излегува да се гласа на тој ден. Се гласа со пенкало, се гласа со еден документ, се гласа со материјали кои што можат да бидат ризични во моментов. Дали ДИК во таа насока се подготвува на... Па да, видите, значи пак ќе кажам, како ќе се гласа? И самите кажавте, не можете да преюдицирате, да предпоставите одредени ситуации, се работи за ситуација кога имате виша сила практично, наметната не од фактори тука во државата, него од страна, односно светска појава која што практично цел свет го загрижува и го загрозува. И ние сите ќе се справуваме во би рекол, со конкретни мерки и работи кои што државните органи и институции ќе ги
носат. Јас претпоставувам дека доколку се оди со процесот до крај, во тој случај ние како Државна изборна комисија ќе мора да ги следиме препораките од државните институции во смисла на набавка на дезинфекција на сите простори каде што ќе се гласа, на набавка на заштитни материјали, маски, ракавици, дезинфекциони средства за членовите на избирачките одбори и за сите гласачи кои што ќе дојдат на денот на гласање. Гласањето се одвива во простори на државните институции, полесно ќе ја извршиме тука дезинфекцијата, нема да има никакви проблеми. Исто така нема многу малку е појавата на групи кои што гласаат, масовни групи, како што и препораките велат над 1000 луѓе во еден момент на едно место. Се гласа човек по човек, гласач по гласач, значи може да се изрегулира тој процес. Мислам дека доколку останеме на овие рокови кои што сега се согласно законот зацртани, нема да имаме некои посериозни проблеми во организацијата. Другиот дел останува на учесниците во кампањата да си го одберат видот, типот на кампања и да си го водат како Старечките домови ќе бидат затворени, болниците ќе бидат затворени. Во тие установи кои што за прв пат треба да организираме гласање, исто така ќе бидат затворени, но гласачите се внатре во старечките домови. Избирачкиот одбор кој што ќе треба да оди во старечкиот дом ќе биде максимално обезбеден со заштитни средства и ќе го заврши гласањето кај оние луѓе кои што се пријавиле за гласање, затоа што таму беше активна регистрација на гласачите. 18 приватни државни и старечки домови се пријавија за гласање и во нив околу нешто над 400 гласачи сакаат да го остварат своето право на глас. Нема да има никакви проблеми и со гласањето во тие домови, така што сметам дека може да се заврши таа работа. Но сепак, како што и самите кажавте, треба да се следи максимално предпазливо ситуацијата, затоа што не можеме да предпоставиме што ќе се одвива во наредните 10 дена, 14 дена, колку што траат мерките кои што се предвидени, и не можеме да предпоставиме колку би траела инкубација кај одредени заразени граѓани со вирусот, така што сметам дека многу внимателно треба да се пристапува кон оваа ситуација и мерките да се носат со, како што и вие кажавте, со претходна добра антиципација на сите ризици, за да може да се донесе одлука во вистинска насока. Јас ќе напоменам дека не се работи воопшто за паника. Македонија, според листата на Светската здравствена организација, е нискоризична држава во моментов. Да, за оние кои што ги интересира, Кина е на првото место, Јужна Кореја, Италија, пак Иран, што ќе рече дека во моментов можеби и немаме толкова опасност од одложување на изборите. Меѓутоа, Србија превентивно веќе партијата на Вучич ги одлучи да ги стопира, да ја стопира својата кампања, посетите на јавни собири. Само да, ако успеам уште еднаш ова прашање да ви го протнам со оглед на тоа што знам дека вие политичарите, пак ќе речам и државниците, не зборувате на што би било, кога би било. Но е реална опасноста. Ако во моментов процесите се одвиваат непречено, ако се прават веќе одвнатре условите за гласање на 12 април, тогаш колку финансиски средства во моментов се во оптек? Што би загубиле ние ако утре речеме дека изборите се одложуваат за месец време? Ако се одложат, ќе изгубиме многу повеќе. Верувајте ми, а ако се завршат во предвидените рокови, со многу помалку финансиски средства ќе се заврши процесот. Треба да се набават уште соодветни дезинфекциони средства кои што не чинат многу, не коштаат многу, а ако го одложиме процесот, тоаш запираме одредени постапки каде што веќе сме направиле одредени договори со одредени добавувачи како комисија за одредени средства за изборниот процес. Оно што значи материјали за гласање? Да. А тие договори сега не ќе можеме да ги исполниме, ќе се соочиме можеби со други постапки и во таа ситуација државата ќе треба да обезбеди дополнителни средства. Јас ова што го споменавте, значи
треба со ладна глава, без паника. Ситуацијата не е толку драматична да паничиме. Да, точно напоменав дека е под контрола треба во моментов. Не е... предпазливо да се носат одлуките, за да не се погреши во носењето на одлуките, да почекаме, да видиме, има време доволно до 12 април, ќе видиме како ќе се развиваат работите и така треба да се одлучи. Тоа што Србија, Вучич, партијата одлучила така, се може да биде кога се работи за политички субјекти, некојаш прават работи од чисто политички побуди, мотиви, меѓутоа, да носат такви одлуки. Реално и србите анализираат, бидејќи нив им предстојат избори во април. Се разбира, да, значи прават анализи. Има милион начини и средства денес за комуникација преку кои што можете да стигнете до гласачот и така да нема никаков проблем за политичките партии. Оливер Дерковски, председател на Државната изборна комисија, гостин во утрински брифинг. За крај само, дали имате отпор кај некој од луѓето кои што би требало да бидат дел во општинските комисии, дали кај нив постои Па одреден страф има, се разбира. Течат обуките не пречено да, или? Обуките ги запревме согласно препораките, иначе се одвиваа со добро темпо. Сега ги запревме овие 14 дена како што гласат препораките, па ќе видиме после тоа дали ќе треба да продолжиме или не. Имаме време да ги спроведеме согласно планот обуките, ќе вклучиме дополнителен број на обучувачи за да завршиме на време. Не има никаков проблем. Има нормално граѓани кои што се плашат од ситуацијата и на некој начин се обидуваат да бидат изземени од целиот процес. Мал е бројот, навистина бројот. Јас се надевам дека нема да има посериозни причини за поголема бројка да се одлее од изборните органи. А би апелирале до бидејќи во моментов собранието да е распуштено, Талат Џафери не е повеќе спикер, но доколку дојде до минатите избори се воведе една пракса во Македонија, која што стана пракса, практично парламентарна пракса, се сеќавате, се распуштија, па се свикаа пак и мислам дека и во вонредни ситуации треба, затоа што мандатот на пратениците од минатиот состав престанува со изборот на новите пратеници, така да во вакви ситуации, не дај Боже, доколку се има потреба, ќе нема проблем да се свикаат. Ви благодарам на гостувањето во утрински брифинг. Ќе речам, ќе се видиме повторно во студиото кога е во прашање барем 12 април. Ние сме на располагање за вас медиумите во секое време, отворени за соработка, се со цел да на граѓаните им станиме подостапни и да им го објасниме овој процес за да можат непречено и мирно да ја изразат својата волја на изборите. Така.